Почитуван народен правобранител, почитувани учесници на конференцијата, дами и господа, ми представува особено задоволство и чест да се обратам на отварањето на меѓународната конференција, надзорната улога на народниот правобранител над разузнавачките и безбедносните структури, која што оваа институција ја организира во соработка со Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор. Темата на конференцијата, а особено незините заклучоци и препораки, ќе имаат повеќе слојно значење за Република Северна Македонија. Како една од новите членки на НАТО, нашите безбедносни служби имаат одговорност да ја остваруваат својата клучна задача, а таа е заштита на националната безбедност и демократскиот поредок на државата, како и правата и слободите на граѓаните. Предпоставка за остварувањето на оваа цел е успешно пресретнување и попречување на злонамерните влијанија и мешањето во внатрешните работи на државата со цел да се ослабнат институциите и наруши општествената кохезија. Како кандидат за членство во Европската Унија имаме одговорност работата на безбедносните служби да биде во согласно со Уставот и законите и под контрола на демократските политички институции, но и на независните институции за надзор, како и на цивилното општество, со цел безбедносните служби да ја извршуваат својата функција, почитувајќи го начелото на владење на правото и штитејќи ги правата и слободите на граѓаните. Како држава која во изминативе 3 децении имаше неколку исклучително негативни искуства во кои беа инволвирани безбедносните служби, а со кои масовно се кршеа човековите права и слободи, пред се правото на приватност, имаме огромна одговорност пред нашите граѓани да создадеме стабилни механизми за надзор и контрола, за никогаш да не се повтори флагрантната злоупотреба на службите за лични и партиски интереси, на што сведочевме не толку одамна. Гледајќи во историска перспектива, стекнувањето на независноста и транзицијата од еднопартиски систем во плурална демократија, за жал не беше проследено и со соодветни реформи во безбедносните служби. Долги години по независноста, безбедносните служби беа премолчено третирани како инструмент за контрола на политичките противници, наместо како државни институции задолжени за националната безбедност. Старата мантра од времето на социјализмот дека службите се меч во рацете на партијата продолжи во изменета форма да функционира и во повеќе партискиот систем, при што при промената на власта преземањето на контролата врз службите беше врвен политички приоритет. Дури еден дел од самите припадници на службите не пружаа отпор кон оваа антидемократска практика, туку во обид да ги задржат своите позиции, кариера и привилегии, и самите често се става во служба на актуелната владеачка структура. Токму ова е причината зашто во различни временски периоди се случува исти или слични скандали и зашто долго време организационата структура, а особено оперативната практика на службите не претрпе позначајни промени. Почитувани учесници на конференцијата, во последните неколку години се случија реформи кои барем на законодавно ниво донесоа позитивни промени во организацијата и работата на службите. Преку посебен закон, поранешната управа за безбедност и контраразузнавање беше трансформирана во Агенција за национална безбедност и организационо и функционално се оддели од Министерството за внатрешни работи. Следењето на комуникациите премина од поранешната УБК при МВР во оперативно-техничката агенција, која е самостојна државна институција со задача да овозможи техничка поврзаност меѓу операторите и државните институции врз основа на законски пропишана постапка. Конечно, но не и најмалку важно, после повеќе од 25 години беше донесен нов закон за Агенцијата за разузнавање, кој беше основа за темелна реформа на оваа служба во насока на ефикасно остварување на незината улога во време на исклучително сложени регионални и глобални геополитички предизвици. Сепак, иако имаме напредок, не можеме да кажеме дека сме ја заокружиле реформата на безбедносниот сектор и тоа токму во делот на надзорот и контролата врз работата на службите, иако тоа беа клучните сегменти во препораките кои ги добивме од извештајот на групата на експерти предводени од Рајнхард Прибе. Имено да се оневозможи повторување на масовното прислушување и кршење на приватноста на граѓаните, кое со години се спроведуваше од страна на дел од припадниците на службите, а по барање на
тогашната власт. Во овој сегмент особено важна улога има народниот правобранител. Иако оваа институција има сразмерно помали извршни овластувања во споредба со обвинителството или со парламентарната комисија за надзор, сепак таа е најблиску до суштината на она што се нарекува граѓанска контрола над власта, вклучително и врз еден од незините најсензитивни делови, безбедносните служби. Фактот дека оваа институција има овластување да бара одговори од институциите на власта по представки на граѓаните, вклучително и да врши увид во класифицираните информации со какви главно работат безбедносните служби, ги прави незините забелешки и препораки до институциите на власта, не само основа за медиумски извештај, туку и инструмент за кревање и менување на јавната свест. Народниот правобранител, како заштитник на уставно загарантираните права и слободи на граѓаните, може да иницира до обвинителството и водење на соодветни кривични постапки, доколку при вршењето на надзорната функција оцени дека постои основ на сомневање дека е сторено кривично дело од страна на институциите и нивните представници. Овие овластувања од гледна точка на јавноста ниту се мали, ниту можат лесно да бидат занемарени или маргинализирани од институциите и високите функционери во нив. Во оваа насока сакам да истакнам мојата целосна поддршка на институцијата Народен правобранител и да ја охрабрам во иднина да има уште по-проактивен пристап и дури и самата да инициира постапки кои во крајна линија ќе помогнат во создавањето на нова правна и политичка култура за вистинското место и улогата на службите за безбедност во демократијата. На тој начин ќе дадете придонес во реформата на службите, ќе спречите потенцијални злоупотреби и кршење на човековите права и слободи и во целина ќе дадете придонес во изградбата на функционална правна држава. Почитувани со оваа порака би сакал уште еднаш да се заблагодарам за поканата денес да бидам меѓу вас, да ви посакам интересна дебата и понатамошна работа за спроведување во пракса на заклучоците кои ќе произлезат од оваа конференција. Благодарам.